todos hasta arriba. Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледаете МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Почитувани гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во 15-тото издание од четвртата сезона од МТМ Кошаркарската лига. Во денешното издание ќе ви понудиме 3 интересни надпревари кои се одиграа во спортската сала Градски парк. Ќе погледнеме стандардната рубрика Топ 5 на недобрите потези од ова 8 коло кај генерацијата 99-2000, а на крајот на емисијата ќе видиме што се случуваше изминатата недела во Евролигата и NBA лигата со најновите Топ 5 потези. Секако нема да ја заборавиме најавата за следната емисија, каде 8-то коло ќе го одиграат и децата од генерацијата 2001-2002. Вие, почитувани гледачи, останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 71-то издание на МТМ Кошаркарската лига. Стартуваме со првиот надпревар во денешната програма кај генерацијата 99-2000 во рамките на 8-то коло ќе настапат тимовите на АБ Песталоци и Вардар АПАВЕ. Во следните неколку минути ќе ги видиме најинтересните моменти од оваа средба.
тимот на АВ Песталоци со по 12 поени најдобри поединци беа Марко Марковиќ и Дамјан Спиридоновски. 5 поени постигна Борис Ладжевски, а по 4 поени Бојан Милев и Јана Марковиќ. Во тимот на Вардара Паве најдобар поединец со 11 поени беше Петар Малојановски, 8 поени постигна Кристијан Утевски, а 6 Кире Бекјарски. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт за најдобар играч на преврат ја доби Марко Марковиќ од тимот на АВ Песталоци. Јас сум Митко Костовски, селектор на најмладите македонски репрезентации родени 99-2000 и тренер и собственик на кошаркарскиот клуб Квиско Баскет. А вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Душко Јаковчевски, тренер на КК Томас Тетово, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марија Видикова Николич, тренер на кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Снежана Николовска од кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Елија Танасова, тренер во кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци. Гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од 8-то коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 99-2000 се сретна тимовите на МН од Кавадарци и Томас од Тетово. И гледаме интересни моменти и од овој надпревар.
Во тимот на Томасо Тетово, најдобар поединец со 15 поени беше Фис Точи, 9 поени постигна Тон Точи, 7 Флоријан Синани, а 6 Љуан Бесими. Во тимот на МНА од Кавадарци 13 поени даде Саше Јанков, 10 поени запиша Александар Витанов, а 7 Ристе Атанасов. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Енис Халили од тимот на Томасо Тетово. Јас сум Војан Саносев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во третиот надпревар ќе ги видиме кошаркарите на ФНП Академија и Квиско баскет. My brow and I sweat my rust. I'm breathing in the
Во следните неколку минути ќе ги погледнеме најдобрите моменти и од оваа средба. Во составот на Квиско баскет најдобар поединец со 14 поени беше Михаил Несторовски, 9 поени постигна Емир Рашик, 7 Стефан Рогов, а по 6 поени дадоа Андреј Дойчиновски и Петар Кежаровски. Во тимот на ФМП Академија најдобар поединец со 9 поени беше Бојан Димитров, 8 поени постигна Дамјан Крстевски, 6 поени Гора Сордановски, 5 поени Дарио Митевски, а по 4 поени Емил Ќука и Данијел Ѓурчиновски. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Михаил Несторовски од тимот на Квиско баскет. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
Јас сум Адриан Умовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Апаве, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Сергеј Поповски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Апаве, а вие гледате МТМ лига. Јас сум Марко Тренчевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Апаве, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дамјан Кулевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Вардар Апаве, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 позиции од ова 8 коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 99-2000. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете ги најновите топ 5 потези во Кошаркарската Евролига и NBA лигата. Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la
cosa hasta arriba. I like to move it, you like to move it. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Над преворот од 8-то коло, кај генерацијата 99-2000 помеѓу тимовите на Работнички и Академија Баскет се одигра неколку дена порано, а до победата стигнаа кошаркарите на Работнички со 64-43. Почитувани гледачи, дојде крајот и на ова 15-то издание од четвртата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2013-2014. Сите оние деца кои сакаат да тренираат и да бидат дел од МТМ Кошаркарската лига и од Кошаркарскиот клуб Академија Баскет може да се јават на телефоните 078-211-279 и 078-393-657 или да пратат имејл на адресата academiabasket@yahoo.com. Ние, почитувани гледачи, се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се пренесуваат на програмата на МТМ телевизија. Ќе ги видиме децата од генерацијата 2001-2002, кои ќе го одиграат исто така 8-то коло. Поздрав, драги гледачи, и се гледаме повторно за 7 дена. Oye, mamita, dale, que la cosa está